Добър ден на сите, учителен академик Джунков, учителни професори, учителни колеги, драги приятели. Аз подготвих едно излагане и ќе читам, бидејќи ако зборувам добивам други асоциации, па може много да ја разширам темата, сакам да се фокусирам само на делото образование, култура, наука, на тие точки да говоря, бидејќи мислам дека правниците много по-добро го разбираат другиот дел. На почеток дозволете ми да се заблагодарам на поканата, да бидам дел од оваа трибина. Навистина ми причинува искрено задоволство да говорам на најстариот македонски универзитет, кој реално е средишна точка на македонското образование и еден од научните и духовните центри на долготрајното настојување на нашата нација да го култивира својот идентитет, но и да биде чувар на македонските традиции. Јас чувствувам привилегија да зборувам денес, но во исто време може би најголема одговорност во мојот живот. И тоа заради две причини. Прво, што ќе зборувам пред моите професори и на мојот факултет, од кои излегле многу академици. И втората, уште поголема причина е моментот пред кој се наоѓа Република Македонија. А тоа е соочување со најбесмислениот проблем кој некогаш се појавил помеѓу две држави. Да не можеш да се викаш така како што се викаш, односно да бидеш виновен само заради своето име. Никогаш од ниту една земја не било побарано да го менува своето име. Промената на името не е вербална промена на името, туку суштинско менување на идентитетот и најголемото понижување, кое треба да го доживееме како генерации македонски народ, но и сите други етнички заедници во Македонија. И мислам дека нема денес човек во Македонија, но и надвор од Македонија, кој не си го поставува истото прашање, како што и темата на трибината денес. Дали ја отвораме Пандорината кутија од една страна, или навистина, конечно после 25 години излегуваме од лавиринтот. Право на секој народ е да размислува за својата држава. И ние денес имаме најголемиот проблем. 25 години сме пример на најголемата правно-политичка, образовна и научна неправда во светот. Оспорување на име, идентитет, јазик, автокефалност на црква, на знаме, на грб. 25 години сме запрени во својот развој заради овие прашања. 25 години сме запрени во својот историски тек. 25 години младите не можат да ја видат својата историска улога во општеството. И сега сме пред имагинарен избор. Што би било, кога би било. Бидејќи ова не е единствениот услов за влез ниту во НАТО, ниту во Европската унија. Ние имаме и други критериуми и други услови. Но пред да почнеме заедно да ги отвориме овие прашања, за која јас денес повеќе ќе зборувам од аспект на делот образование, наука, култура, во оваа прилика би сакал да споделам со вас, да го споделам моето чувство како македонец во изминатите неколку месеци и деновите кои престојат. И тоа ќе се обидам да го направам со еден пример од психијатрија. Во психијатријата постои одредена состојба позната под терминот илузија на помилување. Осуденикот непосредно пред неговата екзекуција стекнува илузија дека казната би можела да му биде одложена во последен момент. И човекот се фаќа за зрак надеж и до последен момент верува дека нема да биде толку лошо. Но дали колку ќе биде лошо или добро со овој договор, да пробаме да преиспитаме некои членови од договорот. Еве денес да дебатираме на теми и прашања на дилемите кои стојат пред нас. Јас денес чувствувам должност како универзитетски професор да зборувам и сакам да ви кажам дека денес зборува мојата совест, мојот внатрешен глас. И затоа ќе почнам веднаш од некои делови на договорот во членовите 7 и 8. Цитирам: во рок од 1 месец од подпишувањето, страните ќе формираат заеднички интердисциплинарен комитет на експерти за историски, археолошки и образовни прашања кои што ќе го разгледува објективното научно толкување на историските настави. Министерствата за надворешни работи на двете страни ќе надгледуваат работата на комитетот, а комитетот ќе разгледа и доколку утврди дека е соодветно, ќе изврши ревизија на кои било учебници и помошни наставни материјали, како што се карти, историски атласи, наставни упатства. За оваа цел комитетот ќе дефинира временски рамки за да обезбеди дека во секоја од страните ниту еден учебник
или помошен наставен материјал што се користи во годината по подпишувањето не содржи какви било иридентистички, ревизионистички упатувања. Комитетот исто така ги проучи новите изданија на учебниците и помошните наставни материјали. Сега да се запрашам. Како еден универзитетски професор ќе пишува на теми по историја? Како ќе подготвува материјал за учење на учениците, учебници, атласи, карти, наставен материјал, историски приказни за деца, и митови и легенди ако сакат? И кој ќе рецензира? Владите? Министерствата за надворешни работи? Комитетот? Ке имаме ли право да именуваме научно списание Македонија? Или ако има такви, а мислам дека има, што ќе се случи со нив? Што еден педагог, еден учител, еден кустос во музеот на Македонија ќе може да им каже на децата во 600 одделение или на средношколците, каде што мислам дека бидат клучните промени во учебниците во гимназија или националните институти по историја, која е нашата македонска историја? Кои се нашите предци и зашто се бореле тие? А при тоа да не навредиме или да не предизвикаме некој од соседите за да не блокира поглавието на Европска унија. Која била целта на генерации кои загинале за достоинството и слободата на татковината? И конечно, која историја и кое воспитание еден родител, еден дедо, едно семејство ќе го пренесува на своите деца, внуци, правнуци? Каде ќе биде роден Крсте Петков Мисипов? Во која Македонија? Како ќе им раскажуваме на странците пошто е нашата Македонија Македонија? Уникатна и прекрасна. Пошто е Македонија, например, единствена во светот и дали ќе имаме право тоа да го кажем? Како поимот македонски ќе има различни значења и каква е таа разлика која ќе постои меѓу земјата и регионот и дека оваа разлика е ерга омнес? Еве само неколку теми. Ке споделам со вас од наставната програма по историја во 3-та година гимназија. Пример, темата Граѓанската војна во Грција и последиците. Од наставната програма постојат дидактички упатства и корелација со други предмети и наставни подрачја. Во програмата има вакви дидактички насоки. Ученикот, тоа е постојната програма. Ученикот треба да ги објасни причините за Граѓанската војна во Грција, чеството на македонците во воените единици, страдањата и екзодусот. Да знае за последиците и жртвите на војната. Што ќе им кажеме на денешните генерации? Кои се тие луѓе? Чии браќа, сестри, внуци се денес тие? Кој ги протера? А не е честа само за солзите кон тие деца и на тие граѓани. Знаете, пред неколку години бев во Израел. Имав еден студиски престрел, 30 на дена, и во прошетка во неколку музеи, каде што учениците ги посетуваат тие музеи од Холокаустот, имав прилика да прашам еден учител што им кажуваат вие на денешните деца, на денешните генерации за екзодусот во Втората светска војна. Знаете што има говори учителот? Имаме должност да им кажуваме секој ден за оно што се случило на нивните генерации и предци во Првата и Втората светска војна. Ние простуваме, не ја забораваме. И замислете сега корелацијата на оваа тема, како што е во учебникот денес, во 1, 2 и 3 година во гимназија, темата е во непосредна корелација со мајчин јазик и литература, со географија, со социологија, со ликовна и музичка уметност и така натаму. Ова е само една тема од програма. Нема да ги отвораме темите, ќе ги споделам со вас кои што постојат во учебникот. Например, положбата на македонците во соседните држави. Окупација и поделба на Македонија. Македонија под власта на соседните земји. Македонија и македонскиот народ во Првата светска војна. Афирмација на македонската национална свест, јазик и култура. Почитувани колеги, оваа програма ја пишувале и подготвиле професори на филозофскиот факултет, на факултетот на кој што седиме денес и некој од нив гледам тука. И подготвувале и луѓе од Министерството за образование, од Бирото за развој на образованието, а ќе предаваат учителите од образовни науки, од педагошките факултети. Јас немам одговор на прашање. Но моето разбирање од текстот на овој договор ми кажува дека ние ќе имаме проблем со овие теми. Сериозен проблем и со Грција,
и со Бугарија. Овој дел од договорот ме подсетува на делата на Пауло Фрејре, еден брилјантен бразилски педагог, кој во своето врвно дело Педагогија на подчинетиот, во 1968 година, кој се смета за референтно дело на така наречената критичка педагогија. Тоа е педагогија која фокусот го става на прашањето на гласот на ученикот. Бидејќи без глас значи да бидеш безмоќ, да бидеш немоќ. Ти не смееш да му го земеш гласот на ученикот. Што мислам дека со овој дел од договорот имам страх дека ќе ми се случи. Ние самите ќе си го земеме и одземеме гласот на овие генерации, на идните генерации, но ќе го забушиме гласот и крикот на сите минати генерации. Ние всушност, почитували колеги, ќе имаме култура на тишината, карактеристична за подчинетите, репресираните во колонизираните земји кои немаат право на глас и мислење. Доминантната култура го замолчува подчинетиот преку културен пренос на дискурси во училиштата и во другите институции. Како резултат нова подчинетите ја прифаќаат негативната слика за себе си, бидејќи не се обучени и нема да бидеме обучени критички да истражуваме и да промислуваме, што ќе ни овозможи да ја преиспитаме ваквата лажна репрезентација за себе, ќе станеме пасивни, тивки, молчави. Ленард Мери, писател, публицист, председател на Естонија, вели: на иднината гледаме со надежда додека живее културата. Додека живее културата ќе обстои државата, додека живее културата ќе обстои човек. Учителот е репрезент на културата во која детето се формира по личност, ќе каже Брунер. Дали има ваков пример во историјата некој друг да ти ги именува учениците? Нема. Ако сакаме да видиме како тоа го направиле оние држави кои имале проблем со своите толкувања на историите, јас денес пред вас ќе споделам еден краток пример од примерот со Франција и Германија. Французите и германците се првите кои инициирале проект за учебник по историја. Внимавајте добро на терминологија. Станува збор за француско-германски учебник по историја, а не учебник за француско-германската историја. Тоа не е заедничка историја. Зошто и како го направиле тоа, одговорот не се наоѓа само во договорот за помирување, но и уште во еден многу важен елемент, а тоа е во изградената доверба на најголемиот број граѓани од двете земји, дека соседната земја е сојузник и земјата на која најмногу веруваат. Тука е клучната пресвртница на односите, во изградената доверба. Повеќе од 70 години, проектот е започнат некаде 20-тите години на минатиот век. Работа на институции од двете земји, наставници од средно образование, универзитетски професори работеле на заеднички проект и излезене тој учебник во 2006 година, за прв пат во светот гимназијалци на две различни држави како нивните професори ќе имаат на располагање. Сега внимавајте, доколку сакаат. Два учебника по историја со идентични содржини. Двете земји дефинирале една клучна цел: да подготват заеднички учебник со потполно идентични содржини во две верзии. Ама внимавајте сега, двете работни групи создале концепт на учебник кој е збогатен со документи од двете држави, од двата архива, од двата фонда. На секое поглавие е вметната по една страница која истовремено им овозможува на учениците да ја видат и француската верзија и германската верзија на вистината. И дополнителни информации, библиографија, филмови, романи, музеи, интернет страници. Сите се сложуваат дека ова не е само педагошки, пред и политички, германско-француски историски проект. Проектот има длабока европска и транснационална димензија, спојува различни историски и педагошки наследства, ама ги признава специфичност. Употребата на овој учебник е индивидуален избор на наставникот и тоа како индиректен избор, а не главен. Ево примерот кој сакат да го споделам на оваа трибина и само да посочам дека има и други начини и модели кои можеле да се земат напред. Почитувани колеги, за крај во овој прв дел од трибината би сакал да завршам со зборовите на академик Гани Тодоревски. Ова е нешто што не вознемирува буквално сите и за кое може би сите отред, како македонци, немаме одговор. Наше е да изградиме смисла за разумен отпор, како стратегија на обстанок. Ни треба доволно достоинственост да издржиме. Наше е да им кажеме: ние не ве разбираме. Ви благодарам на вашето внимание.